Вчера во културниот центар Ѓорче Петров се одржа денот на словенечка потица, настан кој ќе обедини жителите на Ѓорче Петров со членовите на словенечката заедница и беше целосно посветен на славењето на традицијата и културата на Словенија. Местото беше исполнето со мирисот на традиционалната словенечка потица која беше приготвена од нашите сограѓани, заедно со словенечката заедница. Ова пecivo, кое не е само празничен специјалитет, туку и символ на љубовта и традицијата, пленеше со својот вкус и историја, велат од општината. Градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски изрази благодарност до сите организатори, учесници и гости кои го направија овој настан незаборавен и посочи дека ваквите настани ја потврдуваат отвореноста на Ѓорче Петров за различните култури и го зајакнуваат пријателството меѓу народите. Словеничката потица е многу повеќе од само пecivo. Таа е символ на нашите заеднички вредности и сплотеноста која ја имаме. Благодарност до сите кои се вклучија во организирањето и учествуваа во овој настан, истакна првиот човек на Ѓорче Петров. Присутни на настанот беа амбасадорот на Република Словенија Грегор Прескер, заменичката амбасадорка Ника Ротар и конзулот Мартин Глазар, кои со своето присуство ја истакнаа важноста на културната размена и пријателство меѓу двете земји, велат од општина Ѓорче Петров. Во рамки на проектот за подобрување на безбедноста во сообраќајот, патна сигнализација, пешачки патеки кои има за цел подобрување на хоризонталната и вертикалната сигнализација. Во општина Илинден на повеќе локации е извршено поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација. Извршено е обележување на потегот од раскрсницата кај клучката Октагон, населеното место Миладиновци, Кадино и улицата 500, во населеното место Марино до улицата 8 во Илинден, дел од улицата 9 и улицата 534. Бележење на локалниот пат Мршевци и Ватовци Илинден, поставени се направи за смирување на сообраќајот кај детската градинка, обележани се пешачките премини кај сите основни училишта и јавни установи, раскрсници и критични места, информираат од општина Илинден. Општина Илинден и во иднина ќе продолжи со инвестициите во оваа област, ќе се работи на поставување на нова вертикална сообраќајна сигнализација, но и со апел до учесниците во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, зашто последиците од нивното непочитување можат да бидат катастрофални, истакнуваат од општина Илинден. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 25 ноември до 1 декември со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 212 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, извести Паркинзи на општина Центар. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и СВР Скопје и во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општината Центар со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, стои во соопштението на Паркинзи на општина Центар. Приватните превозници се откажаа од блокадите и најавија дека од денеска се враќаат на улиците. Откако на завчерашната координативна средба во град Скопје постигнат договор во рок од 15 дена независни експерти да направат анализа колку точно ќе добијат зголемување по извозен километар. Успеавме да се договориме дека за рок од 15 дена ќе биде изработена стручна анализа заедно со нас, со координаторите на советничките групи. Ќе се најде некое оптимално решение за да може да се направи нова методологија на цената, да се стават ставки кои треба да бидат структурирани и заклучно со 1 јануари 2025 година стартуваме со нова цена. Ќе се склучи анекс на договорот, истакна представникот на приватните превозници Јовица Зафировски. Од град Скопје претходно соопштија дека по седница на Советот на град Скопје денеска се одржал координативен состанок на кој учествувале градоначалничката и секретарот на град Скопје, координаторите на советничките групи кои ги представуваат политичките партии во Советот на град Скопје, членови на Советот, представници на стручните служби на град Скопје и представници на приватните превозници. На средбата бил донесен заклучок според кој во рок од 15 дена треба да се изготви анализа во која согласно утврдената методологија
методологија ќе се утврдат реалните трошоци за извршување на услугата јавен превоз од страна на експерти вешти лица, представници на стручните служби на град Скопје од соодветните сектори и со земање на предвид на поднесените податоци од страна на представниците на приватните превозници. Во текот на вчерашниот ден се случиле низ заапсења низ главниот град. Имено вчера во 23:50 часот во Скопје на подрачјето на општина Карпош, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода лицето АР, 23 години од Скопје, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Истиот ден на подрачјето на Газибава, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода 20-годишниот СС од село Трубарево, Скопско, затоа што кај него биле пронајдени и одземени прашкаста материја и дробилка. И на подрачјето на Чаир, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода 30-годишниот АС од Скопје затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Вчера во 17:40 часот во Скопје на подрачјето на Битпазар, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода лицето АА, 22 години од Скопје, затоа што кај него биле пронајдени и одземени марихуана и други предмети. По целосно документирање на сите одделни случаи ќе следува соодветен поднесок против сторителите, велат од МВР. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.